За денешната емисија од Струмичко правиме репортажа за еден од синонимите за овој крај. Тоа е празот. Не дека Струмица не е позната и по пиперката, по доматите, по корнишоните, но празот за овој период од есента е еден од синонимите. Се наоѓаме во близина на село Градошорци, од каде што некако и тргна целата работа за празот, веќе имаат колку години имаат ден на празот, станува полека, го гајат синонимот за одгледувањето праз во овој крај. Така е покрај културите кои што се одгледуваат во регионот на општина Струмица. Една од културите е и празот кој што е застапен на во неколку региони, од кој регион се наоѓаме во општина Василево, поточно село Градошорци, кај што најповеќе се одгледува празот. Зошто тука се одгледува празот? Значи, празот и како синоним на село Градошорци и како култура која што е секој пат застапена, секоја година застапена, од повеќе време и повеќе години наназад, значи е култура која што покрај климатските одговарат и почвените услови. Што значи синоним и веќе во традиција и традиционално повеќе од 5-6 години се одржува така наречената празијада или ден на празот, кој што не само во село Градошорци, туку си постои како светски ден на празот, кој што е исто така во ноември месец. Меѓутоа ќе споменам една ситуација кај што празот е култура кој што кај нас најчесто е застапен во есенскиот период, значи за берба во есенскиот период, меѓутоа не мора да значи тоа дека само тогаш се одгледува, празот се одгледува во текот на цела година, спаја во културите кој што не е едногодишна култура, туку е двегодишна култура кој што е застапен, значи во втората година пушта семето, цветот го пушта кога го собираат семето. Така е, значи во втората година пушта семе кое што е во вид на розета, по боја виолетов, бело-виолетова боја, така да формира црни ситни семенки, така понатаму оди на прибирање и производство за повторен расадопроизводство. Многу значајно е тука да споменам една ситуација во општина Василево и поточно Градашовци, дека повеќе години луѓето каде што сме и ние присутни како советници од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, приметено е дека секогаш употребуваат нивни семеја, што значи од нивните дедовци, прадедовци, дедовци, татко и така натаму, па се до помладите производители, значи употребуваат производство, па семе производство, пак производство, па семе производство, така да повеќе години, што значи може да се каже како производство и како автохтоно производство наше, бидејќи повеќе години веќе го употребуваат тој семенски материјал. Семенски материјал се аклиматизирал нова подјемње на овие почви веќе со години. Така е, како што самите може да видиме, тој со многу добра кондиција, со пораст добар, со вегетација, со добро формирано. Ние го викаме лажно стебло или тоа е стебло кое што е формирано од повеќе листови, значи во листна розета, и така да и добар принос. Една ситуација што е битна, значи секогаш и во начинот на одгледувањето таа бара поладна температура и клима, меѓутоа тоа зависи од сортите. Тука се одгледуваат тие сорти кои што се со повисок пораст, меѓутоа имаме прас кој што се одгледува со понизок пораст, кој што е во заштитен простор или на отворено, меѓутоа се пократки стебла или лисна маса, така да овде се одгледува тој прас кој што често пати разговараме дека заслужува за внимание околу производството и препораки за понатамошно производство, меѓутоа и откуп и пласман, така да при одгледувањето бара нон-стоп влажност, сака прихранување. Значи технологиите на одгледување вака им ги советуваат и им ги укажуваат. Они сите знаат да го одгледуваат, но сепак има некои детали специфики кои што
е важно да им се укажат за подобро да им биде поквалитетно производството. Така, никогаш не можеме да кажеме дека земјоделските производители не знаат, не е тоа точно. Земјоделските производители и те како се добро запознаени со техниките и технологиите на производство. Меѓутоа не до тој степен каде што значи со нашето укажување или со заедничката соработка помеѓу производителите и советодавната служба или советниците кои што директно работат на терен се добиваат уште поголеми резултати и поквалитетни производи. Значи, што укажуваме при одгледувањето, по-конкретно разговараме за празот, уште од почетокот на самото производство, значи припремата на површината е многу битна, бидејќи тој има многу мало стебло, кореновиот систем е на десетина сантиметри, значи што значи на површината на почвата, а другиот дел е надвор од почвата. Што значи целата површина е застапена со културата. Нема поголемо меѓуредово растојание и воредово растојание, што значи целата површина е активна. И затоа бара секогаш да биде таа влажност. Значи, покрај припремата на површината се советуваме што понатамо, значи при обработката, фрезирање, ѓубрење, основно ѓубрење и така да се до набраздување. Се сади производството најпрво, значи околу расадопроизводството се произведува расад кој што има посебна припрема при отсекување над коренов систем дел и дел од лисната маса и така се транспортира до место кај што ќе биде засаден на стално место. Понатаму на таквото растојание и веќе припремената површина, производителите отпочнуваат со другите активности, значи тоа е садење. Тука најчесто се практикува рачната сеидба, меѓутоа површината мора да биде структурно алувијална почва, бара значи поплодни почви, кои што Од заштита бара комплициране за заштита, треба да знаат нешто, какви се информациите, постои ли опасности од нематоди. Така, ете, сме имали ситуации кај што сме забележале при нашите контроли или при нашето посети на терен, кај што дури има напади и од нематода. Согледувајќи ова година, значи беше така екстремно со високи температури, успеа земјоделските производители, значи со поголем труд па и трошок можам да кажам, значи кај што има системи за наводнување, имаше редовно вода за наводнување. Меѓутоа кај што имаат собствени бунари, значи ископи за вода, за наводнување, кај што се употребуваат деривати, нафта или бензин за наводнување, има поголем трошок, што значи нивниот приход кој што е на крајта најбитен за земјоделскиот производител и за тоа работи да добие бенефит од својата работа за него и неговите семејство, значи тука ќе биде приходот понамален. Меѓутоа, благодарение на обстојувањето и работата на земјоделските производители, сметам дека ова година празот има, за разлика од некои култури, по-добар квалитет, така согледувајќи површините кои што се засадени со праз. Има трошок, но од друга страна имаат подобар квалитет. Тоа сонце му годеш. Така е, поголем квалитет. Сега, значи, кога разговараме некој пат со производителите се смета дека празот не е наменет само за нашиот пазар, макар што се одгледува на неколку места, така да можам да кажам кај што најповеќе се одгледува. Индивидуално може, меѓутоа разговараме и за поголеми количини, значи тоа е со принос од 4 до 5 тона, па и до 6 тони од 1000 метри квадратни, значи, или 40 до 50 тона од хектар, што значи доста приносен. Значи малку стекјаваме со некои проблеми од производителите при пласманот на истиот. Што е тоа што го барат од купувачите, што е тоа што треба да го припремат производителите.
која е таа површина што треба да ја произведат и колку да произведат, за да нема проблеми околу пласманот на истиот. Значи, празот е култура кој што обстојува на пониски температури за разлика од другите култури. Еве имавме мразеви пред неколку денови, кои што некои култури веќе Има некоја со имат изгорување. изгорување, мислам, од ниските температури. Меѓутоа празот е доста издржлив на ниски температури. Затоа по некој пат е пожелно и да има начин на натрапување на истиот после бербата, да не дојде до заледување на истиот, начини како да може да се продава во текот на целиот период или годишно се продава. Меѓутоа кога се работи за откуп, тука треба да се внимава отколку договореното количини, договори помеѓу откупувачите и производителите, за да можат луѓето да тоа што го работат да можат да дојдат до некоја бенефит или профит од нивната работа. Господин Григоров, ви благодарам за овие информации околу технологијата и начинот на одредување на празник. Ви благодарам исто и на вас.